Истражувањата на сериозни глобални организации покажуваат дека веројатноста жените да доживеат насилство врзано за нивното активно бавење со политика е до 3 пати поголемо отколку во случајот на мажите. Насилството зазема различни форми и може да биде во форма на омаловажување, заканување, психолошко насилство, говор на омраза, сексуално вознемирување, заплашување и така натаму. Формите се многубројни, но она што останува нејасно за науката се мотивите. Едно од можните објаснувања дека насилниците се обидуваат да ги истиснат жените од политичкиот процес и да го намалат нивното учество, затоа што не ги сметаат за рамноправни учесници на политичката сцена. Со ова е врзан и секундарниот ефект кој треба да ги дестимулира жените да учествуваат во политичкиот процес од самиот старт и самоволно да се исфрлат од него. Ефектот е секако негативен, а политичкиот процес губи од неговата репрезентативност и позитивниот ефект на учеството на жените во политиката, кој науката го врзува со нејзина пацификација, поголем степен на емпатија и полесно доаѓање до компромиси за одредени прашања. Ситуацијата кај нас не е ништо поразлична, учеството на жените било и се уште е на исклучително ниско ниво, особено кај извршните позиции. Што е политичко насилство врз жените, зошто се уште се случува и како се одразува на репрезентативноста и воопшто на политичкиот процес, разговараме со Бојана Јовановска од Институтот за комуникацијски студии и Гордан Ѓоргиев од Форумот за разумни политики. Да почнеме од почеток. Што е родово базирано насилство, кои се неговите форми и како да ги препознаеме? Често погрешно се идентификува само со непристојни коментари, директни вербални напади, но родовото базирано насилство има и посуптилни форми. Кои се тие и како да ги препознаеме? Родово базираното насилство генерално, по дефиниција, значи насилство врз жени, поради тоа што се жени. Значи, тука родовата компонента е она која што ја прави разликата помеѓу други форми на насилство. И сега за родово базирано насилство имаме различни форми од, физичко, психолошко, економско и така натаму. Меѓутоа, она што е значајно во однос на жените во јавниот дискурс е различните форми на вознемирување. А овде можеме слободно и да го ставиме и говорот на омраза, бидејќи сепак представува една форма на вознемирување на жените. Секако. И сега, она што е проблематично е токму тоа препознавањето, бидејќи, да речем, од моето искуство, бидејќи доста работев на истражување на како медиумите го прикажуваат насилството, односно колку не го препознаваат. Така што можам слободно да кажам дека тргнувајќи од самите медиуми и публиката, односно општата популација недоволно го препознава и не само што не го препознава доволно, туку многу често го нормализира и го одобрува, као целта ги оправдува средствата, дека никогаш не се сети примената на насилство. Класично физичко насилство, кое што барем во јавниот дискурс е и од жените и од мажите јавно осудувано и санкционирано, но зборуваме и за јас повеќе би сакал за овие невидливи насилства. Значи структурна дискриминација, вербално насилство, невербално насилство, тоа се познати практично практики во светот, особено во помалку развиените држави. Сега ако би зборуваме за јавниот простор, тука би рекол дека социјалните медиуми имаат огромна негативна улога, бидејќи се мултиплицира негативниот тип на насилство кон жените особено. Добро, жените во политиката се и почесто, но и поинаку напаѓани од мажите, не дека и на мажите не им се случува. Според една студија на Вестминстер Фондацијата за демократија, 44% од испитаните политички активни жени во 39 држави пријавиле закани од смрт, силување или грабнување. Со социјалните мрежи упатувањето на вакви закани е полесно од кога било, а може и да се направи анонимно, што внесува една застрашувачка димензија во целата работа. Дали ова има за цел да го дестимулира и оневозможи учеството на жените во важните процеси на донесување одлуки во политиката, или жените се едноставно перципирани како поранливи и полесни за заплашување од страна на политичките опоненти? Мислам дека мојот впечаток е, анализирајќи Македонија и Балкан, дека не е тоа директен порив или стратегија за дестимулација на жените, повеќе инстинктивно. Так.
повеќе структурално или да речеме машки во пежоративна смисла на зборот. Но во големи организации партијата на пример е таква, каде што има прилично друштвото е хиерархизирано, значи структура, структурата, мислам дека инстинктивно е тоа. И кој е инстинктот за дискриминација? Чекај се 50, колку жени има во партија? Колку има жени во Македонија? 57%. Што значи тоа? Сега треба ние 57% да ставиме во раководните структури на партијата. Тоа ќе остане помалку простор за нас мажите, нели? И тоа има дефанзивна функција. Да, и тоа постои како такво. Па, јас би рекла едното и другото. Со онлайн медиумите, со социјалните медиуми пред се, имаме истражувањата укажуваат, особено во текот и со ковид пандемијата, дека имаме значајно зголемување на вознемирувањето на жени онлайн генерално, а од тука и вознемирувањето насочено кон жените во јавниот дискурс, во овој случај кон жените во политика, меѓутоа и жените новинарки, што исто така доста значајно. Добро, врзано за претходното прашање, се чини дека за жените постои многу повисок стандард на морал и етички стандарди за бавење со политика отколку што е тоа случај кај мажите. Ова го потврдуваат и меѓународни споредбени студии. Од каде е овој двоен општествен стандард? Овој двоен општествен стандард произлегува од самите родови стереотипи. Значи, тоа укажува колку родовите стереотипи се уште постојат во нашето општество. И токму преку дезинформациите, преку вознемирувањето насочено кон жените, токму тоа се прави преку нагласување на овие родови стереотипи. Да. На тој начин, значи, што значи нагласување на родови стереотипи? Тоа значи дека креаторите на овие информации се трудат публиката да ја убедат дека жените се глупави, дека се сексуални, дека се слаби, дека се многу осетливи, незаштитени и така натака. И на тој начин, всушност, главната цел е да се обесхрабри, односно да се замолчат и да се исклучат, да бидат исклучени од јавниот дискурс, односно да бидат цензурирани. Се не знам што подразбирате под морал. Да, етички стандарди за морал, но има на пример една по мене е многу погрешна перцепција, таа доаѓа од кај мажите. Жена во политика, значи мора да биде машка жена. Так. Значи мора да биде железна. Има машки карактеристики типични. Iron Lady да биде Меркел, да биде Тачер. Да, Iron Lady, тоа мислев. Да. Значи железна или Голда Меир, бившата премиерка на Израел. Од тој аспект постои тоа, таков вид на перцепција, а од друга страна сега како да ви кажам во длабоко конзервативни средини, особено во малите места, перцепцијата е дека жената, како се вели, жена мачка и метла дома. Тој тип на радикална дискриминација се разбира дека постои во Македонија и таа е на некој начин вградена во мажите, кај мажите во партијата. Се сеќавам на една студија која за жал никогаш не се објави, од две авторки кои го испитува и македонскиот случај пред неколку години. На примерот на, ако убаво се сеќавам, 4 жени политичарки, се потврдија сите непријатни наоди на глобално ниво кои можеме да ги најдеме. Преку анализа на медиумите и социјалните мрежи, авторките покажаа дека жените политичарки се напаѓаат не само врз основа на пол или род, туку и врз основа на возраст, професија, што е антиинтелектуализам од најлоша форма, изгледот и така натаму. Се чини дека недостасуваат регулаторни тела и механизми кои ќе ги контролираат содржините во медиумите и на социјалните мрежи кога се работи за родово базирано насилство, или постојат, ама не се вршат функцијата? Па постојат, и дури во Македонија постојат, условно кажам, регулаторни механизми, во Собранието постои комисија, во Министерството за труд и социјална политика постои комисија за еднакви можности, мислам дека се вели, која што е доста силна. Тие за мој вкус не се доволно гласни, мислам дека треба посилно да артикулираат, но она што можеме да кажеме дека е можеби клучен фактор, а тоа е бавен фактор, а тоа е политичката култура. Значи како општеството го прима тоа и дали има еден вид на општествена саморегулација. И имаме добри примери. Например, ако велиме дека социјалните мрежи ја изоструваат дискриминацијата или насилството, имаме амплифицираат неколку. Да, но имаме и беклеш,
знаеш, во смисла на повратна спрега каде што луѓето не само жени се разбира, се мобилизираат против така наречените машки предатори. Имавме ние случаи во изминатите неколку години каде што има јасна и отворена груба дискриминација и насилство за жени, каде што на социјалните мрежи се осудува таквите постапки и мислам дека тоа делува, значи тој тип на саморегулација на јавниот простор или свест за потребата да се заштитат жените од таков тип на дискриминација и насилство се повеќе изразени, се помалку ќе се случува во иднина, се надевам. Па сега, еве, например, бидејќи за Институтот за комуникацијски студии изработивме неколку анализи во текот на минатата година, кои што токму ги анализира родово базираните содржини, како медиумите влијаат на всушност на перпетуирање на тие родови стереотипи во медиумскиот простор, меѓутоа и како содржините кои што тие ги креираат практично ја мобилизираат публиката да ги потврдува и да на некој начин ги повторува повторно тие наративи. Оно што е загрижувачки е што медиумите не само што не препознаваат родово базирано насилство, туку воопшто не препознаваат ниту наративи кои што се штетни за жените, штетни за родовата еднаквост, и тоа го гледаат за жал и мажи и жени кои што се согласуваат или не се согласуваат со тоа, меѓутоа е клучно што тоа го гледаат жени кои што и девојки кои што се понатаму обесхрабрени да влезат во тие води, гледајќи дека ќе се најдат на мета на таков вид на коментари. Кога зборуваме за учеството на жените во политиката, ситуацијата во Македонија е далеко од барем пристојна. Учеството на жени на највисоките позиции во државата е минимално, високите извршни позиции се скоро секогаш резервирани за маши. Ова важи на локално ниво, каде ретко среќаваме жени на позицијата градоначалник, градоначалничка, но и централно ниво, каде се уште не сме имале жена премиерка или председателка. На што се должи ова? Социјална инерција, несоодветна правна рамка, наследена политичка култура или нешто четврто? Видете, ако ги видите структурата на прво се работи за бројки, да кажеме, вие да забиете на јавна функција, на висока јавна функција, кај нас се уште, па и во светот, тоа оди преку партија. Значи имаме еден партократски принцип каде што тоа е локус од каде што се така и мора да помени с тие филтри. Се тие филтри се предоминантно машки филтри. Да. Како што рековме од локално ниво, каде што како што кажав, структурата на процентот на жени на локално ниво, локалните партиски огранаци е катастрофална во Македонија. Си случок на една-две партии, градоначалнички нема и вие кога одите оддолу нагоре, тоа природно на некој начин во негативен смисла се филтрира да има повеќе мажи. Сега другата работа е традиционалниот елемент. Ако традиционалниот стереотип е жената седи дома, мажот работи и носи парите, тога жената има помалку работа се препоставува или помалку јавни функции. Имам впечаток, нешто и од искуство, што сум гледал како функционира таа партија, дека жените, особено на локално ниво, имаат, како да кажам, партијата е еден вид на друштво. Каде што собираат, каде што се активни, се собираат и за дружење и за идеја, се разбира, тоа е едно врзано со друго, и се во таа смисла мажите ги третираат нив, повторно зборувам во наводници цело време во стереотипи, ги третираат као одличен ресурс за на терен. Так. Но толку. Да, па да, од една страна дефинитивно на што го споменав и претходно, дека имаме медиуми, имаме општество кое што се уште во голема мера се води од тие некои патриархални родови стереотипи и родови улоги, така што се уште жена на висока позиција не се перцепира како дека е таму на вистина местото. Меѓутоа, од друга страна, јас се сеќавам, тоа беше, бидејќи нели последните локални избори беа онака баш дебакл кога станува збор. Во тој смисол дефинитивно. Значи покажува дека имаме регрес во однос на родовата еднаквост, бидејќи тоа беа најлошите, веројатно, локални избори кога станува збор за родова еднаквост до сега. И тоа покажа само дека онаму каде што немаме квоти, немаме ни жени. Да. И сега тоа, во принцип, се должи прилично на самите политички партии, бидејќи многу добро знаеме како тие калкулираат кога станува збор за вклучување на жени на нивните листи.
дека најчесто жените се користат само колку да пополнат некои квоти, меѓутоа суштински дека тие се недоволно ценети во рамки на самите политички партии. Меѓутоа не само тоа, се гледа дека самите партии дури прават сегрегација на жените во рамки на самите партии, бидејќи нивно ставање во клубови, во форуми, каде што ќе си ги тераат женските работи или во наводници, само значи дека дај да ги тргнеме нивна страна, ние да си ги тераме машките работи, односно изолација некаква, да. Така да, тоа од една страна на жените нели им дава некако видна, окей, сега ние ќе се собереме и ќе нели ќе имаме тука некаква женска солидарност и ќе дискутираме за важни теми во општеството, меѓутоа знаеме дека на крај одлуките се односат врз основа на што она ќе го одлучат мажите во рамки на генералните структури на самата партија. Така. Сега едно помалку провокативно прашање, дали квотата од најмалку 1/3 жени на изборните листи предвидена со изборниот законник е доволна? И дали всушност со неа се одредува минимумот, но и максимумот на учество, тоест дали ги дестимулира партиите да одат над оваа квота и промовираат повеќе жени во политиката? Дали е решението во незиното укинување или напротив во незиното зголемување? Најголем дел од истражувањата што се направени укажуваат на тоа дека квотите се прво потребни, дека нема шанси ние милениумска исклученост на жените од овие сфери да ја надоместиме со, не знам, со слободно нели учество на жените и со донесување на некои закони за кои што ќе се утврди дека нема да се бидат дискриминирани. Гледаме дека тие заложби се само декларативни, дека ништо од тоа немаме видено во пракса реално. Така што не само што се потребни квотите, туку и дефинитивно потребни не се 50-50 квоти, што од една страна ќе ги стимулира и мажите, меѓутоа и ќе ги охрабри жените за нивно учество и ќе им даде глас, ако ништо друго. Па тука може циничен одговор, колку малку е доволно. Значи, кој тоа кажува дека колку малку е доволно. Но резултатите покажуваат дека и на светско ниво дека квотите се полезни. Бидејќи ние го знаете, се сеќавате на првиот состав во парламентот, мислам дека имаше 4-5 жени од 120 пратеници или колку и да беа. Значи тие се полезни бидејќи ја тераат партијата да размислува на тој начин, ги тераат мажите се ако одиме по мачо принципот да размислуваат на тој начин. Се разбира, не мислам дека е доволно, но ова е важен чекор, беше важен чекор за 30%. Партиите веќе сваќаат и разбираат дека е потребна поголема инклузија на жени во високите структури. Сега имате партии каде што и во Македонија каде што веќе до 50% е дојдена таа квота, интерна партиска квота. И само иницијативно. И само иницијативно. Од каде да почнеме кога зборуваме за мерки за подобрување на ситуацијата со обата феномени за кои разговаравме денес? Родово базирано наследство врз жените во политиката и самото учество во политиката на жените. Се чини дека ова е широк терен за покривање, но кои би требало да бидат првите чекори? Ги спомнавме партиите како локуси и што уште? Па јас мислам дека партиите се важни локуси. Сега ние и критикуваме партиите често со право заради тие недемократски внатрешни практики, но мислам дека се важни локуси. Јас би рекол дека треба да се охрабруваат партиите да на локално ниво да ги извадат на рамноденица политичарките или активистките кои што може да напредуваат во кариерата и тоа сепак во оваа фаза се прави со некакви повторно ќе би рекол квоти. Например, вие како ќе направите квоти за градоначалнички? Многу тешко оди тоа, бидејќи седиментацијата е оддолу. Но сепак може, например, има партии кои што одлучуваат дека 30% од кандидатите за градоначалници, кандидатите за градоначалници бидат жени. Проблемот е што многу често во тие 30% жени ги ставаат на недобитни општини каде што се знае да речеме дека ќе добие другата партија. Другите само регулаторни механизми или регулаторни механизми постојат, но јас би рекол дека општеството е тоа кој што треба да се озрева. Ако ме прашате како би го споредил денешниот ден, денес ситуацијата со пред 10 години, верувам дека ќе согласиме не само на статистичко ниво, дека ситуацијата е подобра. Имаме одлични жени пратенички,
даваат убав ритам на собранието на парламентот, му даваат еден порив за, јас би рекол, за консензус сикинг и така натаму. И оно одлични министерки, одлични политичарки жени или на позиции во јавни институции и така натаму и така натаму. Уште во 2003 мојата професорка Сабрина Рамет на постдипломските студии велеше дека е докажано дека степенот на пацификација на одреден политички систем е право пропорционален со поголемото учество Има на жени. такви теории, Да. са некој од феминистичка перспектива некој ги смета за дискриминаторски теории, но навистина има некакви психолошки анализи, особено во психологијата или во политичката психологија, каде што укажува на тоа дека жените се податни за договор. Дека не се Посклони кон деструктивни. компромиси, Така е. поемпатични по Така е, природа. така е. Има тука многу сегменти кои што, мислам, многу страни кои што се вклучени, односно треба да бидат вклучени. Веќе и со законот за спречување насилство врз жени и семејно насилство, тука е утврдена веќе и превентивната улога на сите различни институции и субјекти. Така што ги имаме медиумите, односно нивната превентивна функција кога станува збор за родово базирано насилство и промовирање на родова еднаквост, која што, како што кажав, значи веќе и законски утврдена. Потоа ги имаме институциите секако, меѓутоа она што го споменав претходно, многу е битно во самите партии да не само да се разговара и дискутира за родова еднаквост и за вклучување на жените, туку да се направат суштински промени. Дали тоа ќе биде промена на статути, бидејќи слушнав дека многу од најголем дел од партиите родовата еднаквост имаат вметната како принцип, меѓутоа да се определат конкретни начини, активности на кои што родовата еднаквост ќе биде дел од праксата која што ја имаат политичките партии. Дали ќе, не знам, ќе имаат некои стратешки планови, акцијски планови со конкретни активности, меѓутоа мора на тоа ниво да се почне, зборувам кога станува збор за политичкото учество, а понатаму да ги имаме медиумите како нивни сојузници кои што ќе не само што ќе креираат содржини за промовирање на родовата еднаквост, меѓутоа и преку регулација и преку активности за подигање на свеста на јавноста, за кои се придобивките од ова, а кои се негативните последици кои што може да ги има целото општество доколку се оди кон нормализирање на насилство и на нормализирање на нееднаквостите. Наместо заклучок неколку суви податоци. Во 2009 година во Република Северна Македонија на локалните избори биле избрани точно 0 градоначалнички. Во 2013 на локалните избори биле избрани точно 4 градоначалнички. Во 2017 година на локалните избори биле избрани точно 6 градоначалнички. Во 2021 година на локалните избори биле избрани точно 2 градоначалнички. Во 2017 година на локалните избори процентот на избрани советнички бил 29,8%. Во 2021 година на локалните избори процентот на избрани советнички бил 36,45%. Најстариот државен универзитет имал само 2 жени ректорки, ова е универзитетска политика, а 22 мажи ректори. Македонија никогаш немала жена председателка, премиерка, ниту председателка на собранието во својата историја. Се е јасно. Останува да се бориме овие бројки да се поправат. До тогаш ве поздравува вашиот подкаст домаќин Ненад Марковиќ.